Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, председателе на владата, почитувани министри, почитувани представници на медиумите, граѓани. Денеска пред нас имаме една точка на дневен ред, гласање на доверба, односно недоверба на владата на Република Македонија. Како и да ја наречеме, старо, нова или едногодишна влада, нистите партнери, нема да сгрешиме. Само за подсетување, Никола Груевски е веќе 7 години премиер, а овој состав на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ е веќе во 5-та година на власт. И по само една година од последните предвремени парламентарни избори, владата нистите партнери се наоѓа во криза, не увезена од надвор, не создадена од други фактори, но оригинално креирана и спроведена одвнатре од самите играчи во неа. Таа криза двете партии ја прелеа и во целата држава, во сите институции и порен општеството. Оттаму не радува што денес во иста сала конечно ги гледаме и неодговорните за водењето на владата и Груевски и Ахмети. Додуша не затоа што самите двајца сакаа, туку затоа што мора. Ако се точни информациите во медиумите, денес после креирањето и избивањето на кризата и првпат ќе се видите. Дополнително, цела недела по објавувањето и поднесувањето на нашата иницијатива за гласањето на доверба, од човекот, премиерот Груевски, кој за себе тврди дека е најотворен, најтранспарентен, кој говори дека има поддршката на народот, кој се појавува и кога киоск за храна се отвара и сече ленти, не видовме ни трага ни глас. Го снема. А во стилот на добри браќа, ни партнерите од ДУИ до душе никако да ги слушнеме. Не ние, туку јавноста да добие одговор како ќе гласаат владините коалициони партнери. Но ќе бидеме стрпеливи, ќе дојде и 12 часот вечерва и ќе ве видиме. Но да почнам со ред. Оваа влада на ВМРО ДПМН и ДУИ, формирана пред нешто повеќе од една година, е во основа легална и во суштина со контроверзен легитимитет. Иако на последните избори повеќе граѓани, и македонци и албанци, гласаа против и тогаш двете владеачки партии, сепак расцепканоста на опозиционите гласови и системот на заплашување, купување и медиумско владин притисок на гласачите резултираше со повторно истиот состав на владата. Но покрај ова, самата влада е народски кажано накриво поставена и е резултат на класични и опасни пазарења, уцени и финансиско одржување на коалиционите партнери. Јавноста е сведок дека за да се формираше оваа влада пред една година се случија заедничко договорени, меѓусебно спроведени постапки и одлуки спротивни на уставот и интересите на граѓаните, како и на штета на демократските принципи. Се случи признавањето, амнестијата на хашките случаи, се прошири рамковниот договор со употреба на албанскиот јазик и знаме, сето тоа како мирас за ДУИ. И се затворија А1, Време, Шпиц, се партизираше Советот за радиодифузија за да се врши притисок врз медиумите, ги видовме во затвор политичките неистомисленици, се рушеа објекти на опозициони представници и сето тоа како мирас за ВМРО ДПМН. Со еден збор, наместо принципот на одговорно и законско водење на државата, се инсталира принципот на тендерско фотелјашки договор за останување на власт и раскршмување на државата, а врз грбот на граѓаните. И кога така ги се постави работата од почеток, јасно е какви ќе бидат понатаму резултатите и последиците. За една година Македонија и македонските граѓани доживеа пораз до пораз, пропаѓање во слободен пат, едноставно, денес не можеме да ја препознаеме нашата држава, онака како што ја сакаме, онака како што треба да изгледа. Најголемите порази се доживеа на економски план. Иако ветените економски резултати и преродба изостануваат веќе 6 години, сепак никогаш не било вака лошо како оваа последна година. А каде е крајот, се прашуваат сите. Никој не знае, но се знае дека со оваа влада ќе биде уште полошо. Македонската економија се наоѓа во континуирана неофицијална и веќе пола година во официјална рецесија. Бруто домашниот производ остварува негативни стапки на раст и сите основни економски индикатори се поразителни и негативни. Индустријското производство цели 11 месеци паѓа, проследено со исто толку месечно намалување на вработените во индустријата. Странски инвестиции нема ни за лек, а да не е македонската диаспора да праќа пари во државата, државата нема ни евро да види. Македонското стопанство е блокирано, неликвидно и исцедено од давачки. Сите фирми плаќаат на владата, владата своите обврски не ги плаќа,
а законските обврски за враќање на ДДВ-то не ги почитува. Секој на секого должи, кредит, ако се земе, се користи за плата и за даноци, а денес најчесто вртен разговор помеѓу бизнес заедницата не е дали и зошто, туку кога ќе се затворат фирмите и ќе се чека на подобри времиња. Невработеноста е на идентично високо ниво, на 32%, и е најголема ке младите, кои повеќе од половина се невработени. Секако ке оние млади кои тука останаа и не отидоа на гурбет како другите безнадежни и невработени млади луѓе. ВМРО-ДПМН и ДУИ направија Македонија да е измерена како најмизерна држава во светот, со повеќе од 32% сиромашни луѓе. Но не треба ниту лондонски економист, ниту Заводот за статистика, ниту пак ние политичарите да го кажат тоа. Токму сиромашните граѓани знаат каков мизерен живот за себе и своите најблиски е тоа да преживуваш со 60 денари на ден. Инфлацијата продолжува да расте и да го обезвреднува нивниот денар кој онака го немаат. За една година сите, повторувам, сите производи и услуги фрапантно поскапеа. Струјата на 2 пати, а заради, цитирам, барањето на владините ЕЛЕМ и МЕПСО и ЕВАНА за покачени трошоци кои се резултат на зголемениот и поскапен увоз на струја од странство, а во режија на добро познатите компании блиски до владиниот круг. Трошоците за топлинска енергија се вивнаа во небо заради бизнис бракот на владините структури и енерганите, нафтата и нафтените деривати заради потребата грчката охта и македонските политичари кои ја продадоа да имаат зголемен профит, меѓусебен ќар и повеќе ДДВ во буџетот. Дрвата заради криминалната сеча и извозот на дрва во странство најмногу во Грција. Лебот, шеќерот, маслото за јадење со своите цени стана луксус, а не основни прехранбени производи. Платите веќе втор месец се намалуваат, а пензиите стана основен извор на екзистенција за сите генерации во фамилиите, од синови и ќерки до внучиња и правнучиња. Патем речено, господине Груевски, знаете ли колку чинат овие производи што ги наведов? Или пак, тоа не ве интересира, бидејќи вас не ве боли. Но затоа овие поскапување и пад на животниот стандард ги ужаснува сите македонски граѓани, ги преокупира и кога стануваат наутро и кога се легнуваат навечер. И сите тие чекаат помош од владата, од оние кои ги водат, од оние кои им ги земаат и трошат парите и зашто се дебело платени. Но наместо помош, граѓаните добиваат игнорирање, ароганција, подсмев и нов зголемен арач, криминал и владино луксузирање. Додека мнозинството граѓани немаат пари за струја, за грејење и вода, за лепи и за лекови, вие и вашите коалициони партнери секој ден сечете ленти и отварате нови или нови споменици, бисти, врби, плажи, фонтани, статуи, што или уште не, платени и преплатени со народни пари, криминално испрани во владино партиски джебови. Пари за жив народ немате, но за бронзени и мермерни споменици на починатите имате. Парите на фирмите не им ги плаќате и враќате, но за ваши луксузни автомобили, кабинети и патувања имате. Изгора насе, за сите овие ненародни и криминални трошења, не ги злоупотребувате само народните пари на овие генерации граѓани, но им брцате во джеботи на идните се уште неродени генерации македонски граѓани. Само во последната година додека сте на власт, ја задолживте државата за 1 милиарда и 250 милиони евра, со се новите најавени задолжувања, со кои замислете ќе се враќа од долгот кон фирмите. Потенцирам, 1 милиарда и 250 милиони евра за една година, а каде е стариот долг од 2 милиарди евра кои го направивте? И што корист од тоа имаат граѓаните? Никаков, а само штета, бидејќи тие и нивните деца, а не вие, ќе ги враќаат парите за вашиот Скопје 2014 и криминалните тендери. Не добија ниту автопати, освен за вас астрономските достигнувања од 7 километри автопат за 6 години, не добија нови вработувања, не добија поевтини нафта, поевтина храна, поевтино и поквалитетно здравство и образование. Кога сме веќе ке долгот, сакам да ве прашам и сите ние да добиеме одговор во текот на денот. Како тоа ќе враќате долг за кој вие и вашите од владавте велевте дека не постои? Ќе добиеме ли одговор дали тој постои и најважно колку изнесува? Ќе одговорите ли кој ви го дал правото да го прекршувате законот и да некому должите и не плаќате за сработеното?
Кој ви дал право да сте токму вие и вашите луѓе единствено над законите? Зошто сите граѓани мора да ги почитуваат законите и во спротивно да бидат санкционирани, а токму вие и вашите да не подлежат на истото? И зошто никој не одговара за тоа? Да ве потсетам, вашите партиски судови осудија група граѓани за затајување на данок и за осторничко здружување на казна затвор повеќе од 100 години. Мислите ли дека некој треба и ќе одговара за истото дело, поточно затајување и невраќање на данок и злосторничко здружување на владата против народот, односно организација која што се нарекува Влада на Република Македонија? И конечно, каде се видело и чуло, освен во коцкарница, да се плаќаат долгови со нови, уште поскапи и потешки долгови? Почитувани пратеници, катастрофалната економска политика и криминал на владата на Република Македонија предизвика и серија на безмилосни укинувања и намалување на работничките и елементарните права на граѓаните. Невработените се бришат од Агенцијата за вработување по еден куп основи, социјалната помош се крати и доцни, трошоците за здравствените и породилните боледувања и отсуства и за него на трето лице се кратат и намалуваат, примањата за технолошки вишок драстично се намалија. А како врв на сето тоа, за прв пат во историјата на државата, уставното право на штрајк се укина со политичко-судска одлука. Денес, граѓаните влегуваат во болница како во банка. Им треба кредит за да ги платат трошоците во научно-фантастичното и лажно бесплатно здравство на оваа влада. Благодарение на оваа влада на ВМРО ДПМН и ДУИ, граѓаните кои имаат 0 денари примања ја гледаат социјалната помош од 1500 или 2000 денари како непроценливо богатство. Останатите кои имаат скромни примања живеат и како вашата влада, на вересија, од први до први, со една до најчесто 2 плати во минус на нивните дебитни и кредитни картички. А што да прават со тие пари? Да ја платат вашата партиска македонска телевизија, прескапото струја и парно, вересијата во дуќаните, облекате и храната и скапите во ваши фирми печатени учебни помагала во лажното бесплатно образование. Денес најпрофитабилна професија покрај тоа да си од владата е да бидеш извршител. Во оваа последна година, како никогаш досега, македонските граѓани се под окупација на извршителите, кои покрај за себе работат и да го наполнат буџетот на владата и на јавните предпријатија, настапувајќи како законски плячкосувачи во домовите и трансакцијските сметки на граѓаните. Ке сгрешам ако во тој контекст не ги споменам и вашите бројни владини инспекции кои поред по наредба одат од дуќан на дуќан, од фирма во фирма со истиот пристап. Казна мора да падне. Криминално и расипничкиот испразнет буџет на владата мора да се наполни. Во последната година оваа влада постигне уште еден неславен рекорд. Не само што храната е прескапа, туку неја ја нема. Македонија, која благодарение на природата е или треба да биде вистинска земјоделска држава, во оваа година увезла рекордни количини по рекордни цени на храна. Господине Груевски, со вашата лажна и манипулативна политика во земјоделието, државата ни страда за храна, а вистинските земјоделци при земја и сонце, при своја макотрапна и уништувачка работа и пот, немаат пари за живот. Дали сте свесни дека 90% од земјоделските гранки опаѓаат? Дали знаете дека направивте државата се повеќе да увезува пченица за леп, увезува месо и овошје? Дали знаете дека откако вие дојдовте на власт во државата повеќе не се произведува домашен шекер? Дали знаете дека додека вашите партиски квази земјоделци со мерцедесите и скапите очила за сонце ги крадат субвенциите, вистинските земјоделци немаат пари за облека и комуналии и живеат аргатски живот на својата земја? Дали сте свесни дека додека вашите партиски војници, било да тие самите или народот ги нарекува апаши, карабаши и слично, на државна земја лажно пријавуваат тикви, лешници, ореви или пак наводни кози, крави и овци, а за да незаконски земаат субвенции кои честопати ви ги уплаќаат на сметката на вашата ВМРО ДПМН. Додека тие тоа го прават, обичниот и вистински земјоделец нема пари за нафта, за семе, за ѓубриво. Згоре на се субвенциите, ако воопшто ги добијат, ќе стигнат со задоцнување од најмалку година и пол до 2, со сериозна намалена вредност заради поскапувањето, односно инфлацијата. Но затоа, владата и вие барате од земјоделците веднаш да го платат данокот и обврските кон државата. Бидејќи денот денеска ќе биде долг во оваа сала, очекувам уште еден одговор од вас.
Зошто рековте дека сите субвенции се исплатени за 2011 година, кога тоа не е точно и кога самите го продолживте рокот за пријавување за нив? И кратко и јасно да разбереме, колку пари тоа сте дале за 2011 година за субвенции? Дали 115 милиони евра, како што вие велите, дали 93 милиона евра, како што Ставровски, кој го нема, вели и тоа го вели платежната агенција за земјоделие, или пак 65 милиони евра, како што повторно истиот Ставровски тврди во завршната сметка за буџетот за 2011 година. Односно, не ве прашувам кај се тиквите и оревите. Знаеме дека нив ги нема. Ве прашувам каде завршија парите на народот. Почитувани пратеници, во последната година владата на ВМРО ДПМН и ДУИ го потврди она што опозицијата, меѓународните представници и релевантни меѓународни институции го говорат. А тоа е дека Македонија е држава на организиран криминал и корупција. Поточно, согласно американскиот State Department, држава во која, цитирам, е зголемено нивото на владиниот криминал и корупција. Наместените и договорени во 4 очи и со еден понудувач тендери станаа правило, а не исклучок на оваа влада. Дури и Државниот завод за ревизија, кој што е под притисок на власта, не може да го сокрие криминалот и корупцијата и во 90% од своите извештаи констатира незаконско работење и ненаменско трошење на народните пари. Во таа смисла предничи портокаловата пералница на пари, Скопје 2014, каде, например, еден Прометеј или ограда на мост од 100 метри чина 2 милиона евра или колку 2 километра автопат. Во овој проект, кој ќе не чини повеќе од пола милиарди евра, а зашто вие рековте дека ќе изнесува нешто околу 80 милиони евра, ќе сретнете ситуација да војнот на конј и фонтаната околу него чинат повеќе од сите пари кои оваа влада ги дала за 6 години за автопат, секако бројки ги оние легендарни 7 километри автопат. Само во Македонија и тоа под оваа власт за хонорар на уметник се плаќа 3 милиони евра. За врба среде река се плаќа 280.000 евра, која пак врба покрај сите реки чинат без пари. Оттаму без никакви дилеми ќе констатираме дека криминалот и корупцијата, односно партиското и личното богатење на членовите на владата и партиите во неја е доминантна и основна активност на владата. За да сето тоа функционира, владата на ВМРО ДПМН и ДУИ го заокружува криминалниот систем преку партизацијата на администрацијата, која мора да постапува и молчи заради зачувување на своето работно место, ги партизира јавното обвинителство, судовите и судиите, а за да не постапуваат по криминалот, и на краја погазува независност и објективноста на медиумите и новинарите преку влијание и близко со собствениците, преку закани и притисоци кон новинарите и секако преку агресивен упад во јавното мислење преку скапо платените новинарски мегафони. Или со еден збор 4 во 1. Криминал, партизирана администрација, партизирано судство, зависни медиуми, еднакво на владата на Никола Груевски и ДУИ. Овие фактори сериозно и дополнително влијаат Македонија под водство на Груевски да остане долго и опасно изолирана и надвор од ЕУ и НАТО, и на тој начин да се загрози долгорочно процесот на интеграцијата на државата, а кој го бараат и поддржуваат над 90% од сите македонски граѓани. Ако допред оваа влада единствена пречка за влез на Македонија во ЕУ и НАТО беше ирационалниот и абсурден спор со Грција, а како резултат на националистичките испротиви на меѓународните конвенции и позиции на Република Грција и кои се за секоја осуда, сега државата се соочува дополнително и со проблемот на катастрофалните внатрешни политики на оваа влада. За жал, тие проблеми се сваваат на тацна не само на Грција, туку како водечки проблем во спорот со името, туку се честопати користени и од нашите искрени пријатели и поддржувачи. Почитувани пратеници, сите овие наводи кои досега ги изнесов се добро познати на сите наши граѓани и се дел од сите извештаи, препораки и барања на меѓународните институции кон кои стремиме. И сите тие се сосема доволни, па дури и премногу доволни и сериозни за една влада, во конкретниот случај оваа влада на ВМРО ДПМН и ДУИ, да и биде изгласана недоверба. Но примарниот мотив на оваа иницијатива за проверка на довербата на владата на Република Македонија се последните настани и последици кои се случија во изминатиот месец и половина. Имено државата првпат е сведок на отворена и јавна политичка војна помеѓу двата коалициони партнера. Некој ќе рече дека несогласувањата се нормални за една парламентарна демократија, и се согласувам. Но она што не е нормално, она што е многу опасно за функционирањето и обстојувањето на Македонија е поводот, начинот и спроведувањето на оваа наводна политичка криза во владата.
Наместо да работат согласно уставот и законите и усвоената програма за работа на владата, коалиционите партнери избраа да се судрат наводно по едно прашање, а тоа е законот за бранителите, и реално и фактички прават серија на штети и последици за државата. Груевски и ВМРО ДПМН, кои во 2008 година заради пазар со ДУИ гласаа против законот за бранители, изготвен од достоинство и подпишан од повеќе од 30.000 граѓани, сега подценувајќи меморијата на граѓаните, премиерот одеднаш ја смени риториката и стана бранител на достоинството на македонските бранители. Во ситуација кога државата се уназадува по сите основи и граѓаните за тоа виновникот го лоцираат ке најодговорните, владините партнери, тие заедно прибегнуваат кон добро проверениот рецепт за игра на националистички и меѓуетнички план, а како можност за спречување на падот на својот партиски рейтинг. Конкретно, ниту кај првите ДУИ беа и се важни принципите кога министерот за одбрана со државни и армиски почести ги одбележа албанските жртви од конфликтот во 2001-та, ниту пак кај вторите ВМРО ДПМН беа и се водеа од принципи кога за возврат го предложија законот за бранителите, односно македонските жртви од 2001 година. Првиот недоличен и недостоинствен потек за рейтинг резултираше со нов, лажен и дволичен потек исто така за рейтинг. Причина, последица. Еден потек, една политичка одмазда или враќање. И така со ред, секој ден се досега. ДУИ ќе направи нешто, ВМРО ДПМН ќе врати и обратно. Сето тоа предизвикува најмалку две катастрофални последици. Првата е целосно погазување, блокада и хаос во функционирањето на државните институции, токму предводени од луѓето на двете партии. А како тоа изгледа? Прв на удар се најде армијата, која треба да биде столб на безбедноста и стабилноста на државата и воедно најцврстата институција. Министерот за одбрана ја злоупотребува армиската униформа за партиски цели. Председател на државата бара одговорност за скандалот Слупчане. Началникот на генералштабот исто така. Заменикот министер и државен секретар на Министерството за одбрана исто така. Сите овие последниве 4 носители на функции се луѓе на ВМРО ДПМН. Министерот за одбрана Бесими ги отфрла сите барања и си продолжува по свое. Со еден збор, ВМРО ДПМН и ДУИ предизвикаат целосен распад и хаос на хиерархиската поставеност на армијата. За жал, системот на акција и реакција со злоупотреба на институциите продолжува. Се вклучуваат градоначалниците на двете партии, одговорните во образованието и локалната самоуправа. Незаконски се менуваат имиња и табли на училишта во Чаир, министерот за образование и просветната инспекција бара нивно симнување, но незаконски не постапуваат по истите закони на кои се повикуваат. Градоначалниците на ВМРО ДПМН и ДУИ заради партиски интереси и политички освети во оваа криза ги редефинираат училишните паралелки по етничка линија, ставајќи ги незаконски сите ученици од различни години на еден куп, пак по етничка линија. Се интонира химна на друга држава во училиштата. Родителите и учениците се уплашени, а хаосот во армијата продолжува со употреба на недржавниот јазик на официјални настани. За сите овие незаконски постапувања и прекршувања, Министерката за полиција досега ниту нешто видела, ниту нешто чува, камоли да постапи, секако ако најде време во партиската агенда во одењето од штанд до штанд и средби со издржаните партии на членови на незината партија. Политичката лакрдија на двете партии и блокадата на институциите продолжува и во собранието. Со благослов на двете партии, ВМРО ДПМН и ДУИ, повеќе од 3 недели е блокирана работата на комисијата каде се гледа законот за бранителите. Пратеникот или пратениците на ДУИ, ревностни во својата закана за блокада на законот, а со тоа и на собранието, инсталираа преседани и неделовнички користат, молчење, рецитирање, поезија, читање на други, што ли уште не, и тоа пред очите на јавноста и пратениците на нивниот партнер ВМРО ДПМН. Дали некој мисли дека сето ова се прави и може да се прави без едничка согласност? Верувам не. За блокада и злоупотреба на институциите треба и има двајца, а тоа се ВМРО ДПМН и ДУИ. Токму тие кои се избрани и платени да ги водат целосно ги блокираат и партиски ги злоупотребуваат институциите. И армијата, и образованието, и општините, и собранието. Втората негативна и уште поопасна последица е тоа што овој политички театар се прави на планот на меѓуетничките односи и врз грбот на граѓаните. Двете партии кои сложно делат работни места и тендери, меѓусебно ги разгоруваат меѓунационалните страсти, омраза и чувства и ги користат граѓаните и меѓуетничките односи во наводната пресметка, односно на огонот кој тлее се играат со кибрид. Во тоа ги вметна и малолетните деца, ученици и уште позагрижените родители. Ако си има во предвид дека од секогаш и за навек
Стабилните меѓуетнички односи се темелот на постоењето, развојот и интеграцијата на Македонија, се доаѓа до констатацијата дека токму представниците на тендерско-криминалната коалиција го поткопуваат темелот на кој почива државата, и тоа со динамит, а само за да ги задржат своите фотели и тендери. Народот вели од играчка плачка, од политички неодговорна, опасна и фингирана игра ВМРО, ДПМН и ДУИ секој ден се повеќе ја загрозуваат стабилноста на државата и незиното нормално функционирање. Ова игра мора да престане. Не смее фотелите и тендерите да се поважни од сегашноста и днината на Македонија и незините граѓани, а на кои секојдневно се повикувате. И затоа оваа денешна дебата треба да ги расчисти евентуалните дилеми, ако постојат, што се случува, кој тоа го прави и зошто тоа се прави, а за да прекине ова лудило. За таа цел, во интерес и во име на македонските граѓани, дозволете да упатам неколку прашања до најодговорните, господинот Груевски и господинот Ахмети. Не се тие прашања како ќе ја подобрите економијата или како ќе ја внесете Македонија во ЕУ и НАТО. Тоа мислам дека не е приоритет на вашите партии. Конкретно, господине Груевски и господине Ахмети, можете ли вие, а после вас и останатите ваши функционери, да излезете со заеднички и согласен став, јасен, за следниве прашања? Кој командува во армијата на Република Македонија? Председателот на државата, министерот или началникот? Кој е државниот јазик кој се употребува во армијата? Македонскиот или албанскиот? Која и каде се употребува македонската државна химна? Онаа што сите ја знаеме или онаа на Република Албанија? Понатаму, кажете ми како се вика барем едно од 4 училишта во Чаир? Цветан Димов или Хасан Приштина? Дали се согласувате македонските и албанските ученици да учат во едно одделение по етничка линија и да не бидат интегрирани? Дали се законски овие одлуки на вашите луѓе? Која води образовната политика во државата? Министерот за образование или партиските градоначалници? Има ли полиција во оваа држава? Почитувани Груевски Ахмети, може ли да ни кажете од кога тоа молчењето и рецитирањето поезија и дискусија во собранието? Ки ме кажете ли на граѓаните вистината дека вашите пратеници секој ден пред да ја блокираат комисијата за труд, со молчењето и со согласноста за тоа, заеднички се координираат и по успешно завршената блокада на собранието, насмеани и гушнати, а зад камерите на собранието и оценетите медиуми си честитаат и си продолжуваат со разговорите за делењето на работните места и парите, како ништо да не се случило. И конечно ќе престане ли ова опасна игра и ќе се зафатите со работа и одработување на довербата, оноку колку што ќе ви трае мандатот до првите вонредни избори. Бидејќи во оваа игра влогот е многу голем, а тоа е Македонија и граѓаните. Дополнително, бидејќи и двајцата честопати се повикувате на достоинството на граѓаните, едниот на македонците, другиот на албанците, не споменувајќи ги другите, сакам да ве замолам да ни кажете на кој начин го правите тоа. Дали кога зад себе оставате една третина сиромашни македонци и албанци без парче леп? Дали го штитите достоинството кога оставате Македонија изолиран остров на Балканот? Дали кога го трошите безмилосно буџетот од 2,7 милиони евра и кога ја заложувате Македонија со милиарди евра дома и во странство? Дали е поголемо достоинството на албанците кога нивните пратеници со молчење и рецитирање го блокираат собранието, или пак достоинството на македонците се вивнало во небо кога гледаат дека пратениците од ВМРО ДПМН со радост и задоволство уживаат и одобруваат оваа блокада? Дали достоинството на македонците и бранителите од 2001-та се зголеми после лажниот и дволичен потег на ВМРО ДПМН, а по одбивањето на истиот овој закон во 2008-та? Конечно, дали господине Груевски го одбранивте достоинството на македонците кога заради фотелите и тендерите во владата ги амнестиравте луѓето кои убија и измачуваа македонски граѓани? Или пак сметате дека достоинството на македонците е страшно зголемено кога граѓаните гледаат блокада на институциите кои вие заедно со ДУИ ги предводите? Гледајќи како и колку лошо го браните достоинството на сите граѓани, ве замолуваме да престанете конечно тоа да го правите. Бидејќи во тоа бранење вие заедно им го одзедовте правото на граѓаните на пристоен и достоинствен живот. И за тоа мора да ја понесете заедничката одговорност. Почитувани пратеници, кога ја поднесовме оваа иницијатива и сега, немавме, ниту имаме илузии дека мнозинството од власта ќе ја прифати. Знаеме дека фоделите и тендерите ви се поважни од македонскиот човек, но јавноста знае и треба и практично да види како оние што прекуден, наводно политички се присметуваат на грбот на граѓаните и институциите, навечер сложно ги делат парите и ги гушнале своите фотели. Оваа договорена политички и меѓуетнички многу опасна игра е прочитана и треба да заврши. За нас,
тоа е најдобро да се случи на фери демократски избори, на кои, како што е редот, народот кој дава власт и народот и ќе ја одземе. На тој начин ми паѓаат во вода сите лажни и ефтини спинови, дека СДСМ и коалиционите партнери сакаат да дојдат на власт преку собранието. Имаше 30 секунди, ако дозволите. Уште повеќе, лажни се сите владино-коалицијски тврдења дека сме се договориле идната влада на СДСМ да има премиер од редовите на ДУИ. Ве уверувам, ниту сме помислиле, ниту пак било кога тоа ќе го дозволиме и ќе се случи. Сосема на крајот, председател. Верувајте, нема да се задржите на власт со злоупотреба на институциите и палењето на меѓуетничкиот огин, како што впрочем тоа и претходно го правевте со црквата на Хале, изградбите на црквите и џемиите, тепачките по автобусите. Народот бара стабилност, известност, надеж и верба во иднина. Најмногу од се бара вработување, пари и нормален живот. Гледате, имаш навистина шедничен. Тоа со вас на власт и во последната година, и во изминативе 6 години, народот не го доби. И затоа со вечерашното гласање представува моментот на вистината. Тоа треба да го разобличи, да ги разобличи вашите договорени шарени лаги и помолна манипулација. Вечерашното гласање ќе покаже на што се сте спремни за да ги сочувате плодовите на власта. Бидејќи и мирот и државата за вас не се свети, како што е света само голата власт, одговорноста ќе ја поднесете заедно, порано или подоцна. Ви благодарам.